Сакам да ја замолам режијата да ја сними салата и да види македонскиот народ колку има интерес од страна на ДУИ и од страна на СДСМ за разгледување на извештајот на јавните обвинителства. Да покажеме на дело, практично, колку е грижата во наводници на власта, предводена од СДСМ и ДУИ, за подобрување на состојбите во судството и во обвинителството. Откако реагиравме на минатата седница, на која што имаше закажано други точки, на кој што беше присутна и председателката на Државната комисија за спречување на корупција, вие навистина за денес закажавте на дневен ред да бидат разгледувани извештаите кои што ние досега веќе требаше да ги имаме разгледано. И да, тоа е на наша реакција. Ние имаме интерес да ги разгледаме сите извештаи, ама на крајот од секоја една комисија ние треба да донесеме заклучоци. Какви заклучоци, председателке, ние ќе донесеме кога само ние дебатираме тука, а немаат интерес освен со почит на колешката Калевска-Ванчева, која што е присутна тука и за која што веќе имаше своја дискусија и обраќање. Какви заклучоци ќе донесеме ние кога оние кои што треба да гласаат всушност не се наоѓаат во сала? Буџет имаме во исто време, досега никогаш немало во исто време и пленарна седница на која што се разгледува буџетот, на кој што сите ние сакаме да земеме можеби реплики и да се јавиме за збор, меѓутоа не можеме затоа што наш приоритет во моментот е да го разгледаме извештајот, меѓутоа нема смисла. Навистина не е коректно. Ние сами тука да седиме, сами со себе, со обвинителот да зборуваме, додека пратениците се во пленарна сала или не се воопшто на работа. Тука нас не има 20, а од страна на власта нема никој. Доколку немате услови и не сакате да ги повикате пратениците од страна на ДУИ, ајде од ДУИ знаеме дека и немаат некој интерес за обвинителство, затоа што очигледно за нив нема ниту постапки таму, но од СДСМ, ако немаат интерес да бидат присутни тука, тогаш мислам дека е коректно да ја прекинете седницата, да ја закажете утре порано, кога ќе има и медиуми, кога ќе може да бидат тука и сите пратеници, па да отвориме дискусија и да видиме дали некој ќе може да се јави за наша реплика и да ги одбрани или да каже нешто контра нашите аргументи кои што ние ги изложуваме во врска со овој извештај. Мислам дека воопшто не е коректно ваквиот однос на пратениците спрема итноста и битноста на еден ваков извештај. Рековме, доколку сакаме да придонесеме, ние денес воопшто не сме кажале ниту еден збор дека во другата сала има буџет, заради тоа што сакаме да учествуваме во оваа дискусија. Сакаме да ги изложиме дилемите на граѓаните и сакаме да извлечеме заклучоци од кои што ќе има бенефит државата и довербата во судството, да добиеме одредени одговори за кои што поради затвореноста на целиот систем не испливуваат информациите во јавноста. Доколку сакаме да имаме конструктивна дебата, тогаш вие како председателка можете да им наложите на колегите од власта да си дојдат на работа, да си присуствуваат на комисијата, оние кои што се членови на комисијата, а не да доаѓаат само кога треба да се усвои дневен ред или кога треба да се усвојат заклучоци, некакви заклучоци кои што јас не знам со кој ќе ги донесеме ние и дали воопшто ќе донесеме некакви заклучоци. Се усвојува извештајот, гласаат. Што слушаат колегите пратеници од овој извештај? Па тука се отвараат такви дилеми, се отвараат, во исто време се поставуваат прашања, се дават одговори, а нема пратеници. За таа цел, согласно членот 81 став 2, барам 1 час пауза. Значи, колегите знаат дека